затоа е во овој формат, за да им се даде појасна слика на студентите, прво и основно што е суштината на студиите. Што добиваш? Што е работата? Со какви способности се стекнуваш? Тоа е и во прашањата што ви ги испрати, главно. Што е суштината? И потоа одиме на формат. На кој насок е поделена таа способност, како ја изучуваш. Ме разбираш? Така што, пример, имам многу помлади братучеди, роднини, пријатели и слично, кои имаат деца трета или четврта година средно и ме прашуваат што да запише детето. Ме разбираш? И сега, што да запише? Што го интересира детето? Те молам, кажи ми. Тоа е клучното прашање. Не е што да запише. Животот не е тезга. Точно, меѓутоа, ајде професор. Па не ви рекла ја дека прашањето што да запише е актуелно, додека таргет на најголем дел е вработувањето во државна администрација. Вработувањето во некои си институции кои што се обезбедуваат преживување. Премногу имаме насочување во тој правец. Премалку работиме на предприемништво. Неколку факултета ги обучуваат студентите за предприемништво, ги учат како да создадат свој собствен бизнис. Имам близок роднина кој што дипломираше на Стенфорд. Он се одлучи за академска кариера. Во моментов е професор на еден од врвните универзитети. Меѓутоа, неговите другари што ми кажува, они веќе на 40 години се во пензија, успеале да остварат таков бизнис, кој што бил сериозен во возраст од 40 на години, го имаат продадено тој бизнис, сега се мултимилионери. Постигнале финансиска независност и немаат потреба. Ко бубре кулој. Значи, сето тоа е тој предприемнички бизнис. Значи, целото високо образование може би треба да ги додаде. Сите треба да ставиме предприемнички дел, барем ние што сме во некакви си условно инженерски дисциплини. Бидејќи инженер треба да создава. Тоа е основната идеја на инженерството, да создаваш, да правиш нови производи, да правиш нови решенија, да правиш нови технологии. Не да ме прашаш што да студираш, стално инженерство. Ама ја имам таков ум. Јас сметам дека е инженерство и секој што ќе ме праша каде на некој од инженерските факултети. Тоа е моето верување, тоа е моето. Меѓутоа, не сакам да кажам дека сите оние други факултети кои што постојат, нели, УКИМ како институција е огромен и покрива сите полиња на наука и уметност. Сето тоа треба. Сето тоа треба. Моето размислување во инженерство, бидејќи работиш со производ, работиш со технологија, имаш простор за развој. Меѓутоа, не гледам никаков проблем дека човек кој што знае како да ја имплементира струката, нема да се снајде со било кој факултет што ќе го избере. Значи... Апсолутно. Апсолутно. Тоа е една од работите со кои јас се соочувам, кој им кажувам на луѓе. Кај студираш на шумарски? Кај на шумарски, жити, мајка. Истиот на земјоделски. Кај најде на шумарски, кај ќе најдеш работа, кај ќе најдеш вработување, како ќе најдеш финансии. Викам, луѓе, мене тоа ме интересира. Како ќе најдам финансии, ја ќе се снајдам некако. Суштината на моето студирање е дека таа насока ме интересира. Јас си учам без напор, без труд. Учењето само ми оди. А како ќе се снајдам, тоа беше добра идеја, наистина. Предприемачкиот дел. Да. Може би тоа е и многу добро решение. Белград на универзитетот веќе видовме нели дека имаат на секој факултет културен центар каде што ги спремаат за предприемачи. Да, добро, не се културни центри, тие се оние бизнис инкубатори на некој начин. У принцип, да, како се викаш? Тоа го представи, ама. Добро, нека го викаме и културен центар, се едно како ќе го викаме. Битно е дека ќе овозможи развој на предприемништвото, развој на стартапови, развој на нови компании, затоа што е доколку универзитетот добие можност да работи со еден таков центар, каде што ќе понуди можности
за отварање на бизниси, каде што тие бизниси, мали, иновативни идеи, ќе добијат комплетна поддршка. Што ти треба тебе? Ти треба сметководство. Тоа е централизирано. Ти треба само да работиш, значи сите други работи ти се решени. Треба да работиш само на развој на својата идеја. Од својата идеја во собствен бизнис. Еден од 10 нека успева. Тој ќе ги финансира 100 други. Не знам дали можете да ме сватите, тие стартап системот ќе расте, бидејќи ти ќе направиш договор 10% од профитот да иде кон УКИМ во случај да направиш компанија успешна. Нели, никој нема да ти бара да враќаш средства ако не успееш. Меѓутоа ако успееш, не знам 10% од профитот. За другите студенти на УКИМ, па како алумни на УКИМ, како алумни на еден таков центар, зашто тоа да не го дадеш? Нели? 10% од профитот зборам. И со тоа ти ќе овозможиш и 100 други шумарски инженери да седнат таму, да добијат можност да бидат поддржани во развој на својата идеја, на својот производ, на својот бизнис. Зашто тоа да не го направиме? Не можеме. Не можеме. Значи во овој момент ние не располагаме, како универзитет не располагаме, како факултет не располагаме. Ние имаме едно опитно стопанство. На тоа опитно стопанство постојат некои објекти кои што се руинирани, кои што не се во задоволителна состојба. Например, имаме 20 хектара, некој сака да работи некоја нова иновација. Можеме да одвоиме дел од таа површина, да ја тестира, да ја пробува, да работи, тоа да биде поддржано со некакви си проекти, со некакви средства за иновации, за стартап или за било што. Така. Можеме тоа да го овозможиме. Меѓутоа, проблемот е дека ние не го развивме системот за иновација, за предприемништво кај нашите студенти. Некако како дека ги оставаме во тој аспект. Знаеш што, тебе некој газда ќе те вработи и ќе ти плаќа 300 евра. Зашто газдата да ми плаќа 300 евра, зашто ја да не бидам газда? Зашто ја да не бидам газда? Пошто е тој подобар од мене за да биде газда. Да. Значи, што повеќе и повеќе бизнеси, што повеќе и повеќе тој стартап екосистемот да го развиеме, да можеме да создадеме многу нови мали бизнеси. Тие мали бизнеси, сега во моментот што ги кажуваме мали, утре може да бидат огромни. Значи, јас барем тоа го гледам како една од фаленките на мојот факултет, дека премалку внимаваме на тој аспект. Еве, ја ги учам студентите како да наводнуваат. Никош не ги учам како да направат пари од тоа. Никош не ги учам како да развијат нова технологија за наводнување или може би и следот на дисциплините кои што ги изучуваат. Значи е таков да ја не можам да следам се, може би во понатамошните години они учат како се развива бизнис. Ама ја не сум кажал како се развива бизнисот, тоа ја што го знам. А ја кога не сум им кажал, не знам колку тие па наредните професори што евентуално работат. Ние имаме економски, агроекономски предмети, не знам дали се изучуваат тие предприемништвото тамо во нив, стварно не знам дали се изучува. Меѓутоа, еве и да се изучува, ја ако не сум му ги дал основите како да размислуваат, мислам дека во смисол во оваа конкретна насока што вие предавате наводнување, каде има простор за иновација, што може да се подобри, што може да се понуди на пазарот, што му фали во тој смисол? Да. Значи тоа во тој смисол